Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по математика ќе се обидеме да броиме предмети до 20, на еден од претходните часови броевте до 5, на еден до 10, а денес ќе се обидеме до 20. Тоа е и целта на овој час, да умееме правилно да броиме предмети до 20 и да умееме да представиме изброено количество со разни манипулативи. Броевите се насекаде околу нас. Во собата, на улица, во училиште, во продавница, на ливадата, на игралиштата, насекаде. Како на пример, во собата во која што сега се наоѓам јас во моментот, има 6 столчиња. Но како ќе знаеме дека се 6, доколку не знаеме да изброиме правилно? Ајде да ги изброиме столчињата заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столчиња, или тоа покажано, представено со нашите прсти, би изгледало вака. 6. Ајде сега, вие изброите колку столчиња има во вашата соба и покажете го бројот на столчиња со вашите прсти. Сопрете го видеото, направете го ова задолжение, а потоа продолжете. Броевите се и во училиште. Да се обидеме да ги изброиме ученичките клупи во оваа училница. Но ученици да броиме заедно. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 клупи има во оваа училница, или тоа покажано со нашите прсти би изгледало вака 8. Сопри и покажи го бројот 8 со твоите прстиња. Споменавме дека броевите се и во продавница. На полицата во супермаркетот има повеќе теглички со мед. Кој број одговара на овие теглички? Мораме да изброиме. Ајде заедно. Значи броиме заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заедно 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 теглички со мед. Дали овој број можеме да го представиме со прстите на нашите раце? Не, бидејќи имаме 10 прсти на рацете, но можеме да го представиме на поинаков начин. Броевите ученици не мора секогаш да ги представуваме со броењето. Оно што го броиме, може да го запишеме со точки, може да го запишеме со цртички, а со број ќе запишуваме тогаш кога добро ќе ги препознавате броевите. Денес, она што го броиме, ќе го запишуваме со точки. Сега треба да се подготвите, да ги земете вашите ножички, да направите со вашиот линеар, да направите 5 хартиени лентички со ножичките и да ги земете вашите дрвени боички. На секоја од хартиените лентички, овде што покажува црвената стрелка, треба да нацртате во еден ред 20 квадратчиња, на крајот на ливчето да оставите празно место и на тоа празно место на едното ливче цртате скали, на другото обидете се да нацртате цвет, на третото овошно дрво, на четвртото птица и на петото мач. Цртете онака како што умеете, не мора уметнички. Од прилика вака би изгледале лентите, сега сопрете го видеото, подгответе се, а дури потоа продолжете, бидејќи следува интересна математичка приказна. Ова се близнаците првачињата Бојан и Бојана. За да го вежбаат броењето до 20 на лесен, а интересен начин, нивната мајка им подготвила шема за што се треба да избројат за на крај да стигнат до целта, односно целта била да ги нахранат мачињата. Но за да ги нахранат мачињата, дозволено им е во броењето да направат најмногу една грешка. Воспротивно ќе мора да се обидат повторно и да ја поминат истата патека со истите задолженија за броење. Шемата што им ја дала мајката изгледала вака. И сега Бојан и Бојана ја земале кошничката со сиренца да ги нахранат мачката и незините мачиња, кои плашливо се криеле во една грмушка во близина на нивната куќа. Бојан ја носи кошничката, а Бојана 5 ливчиња, шемата и боичките. Бојана, имаме задача да изброиме нешто следејќи ја шемата на мама. Потоа да запишеме на ливчето толку точки колку што сме изброиле и дури потоа да продолжиме понатаму. И се така до мачињата? Прашала Бојана. Да, па тогаш да почнеме. Мачињата веројатно се многу гладни, а ние имаме 5 броења.
Истото ќе го правите и вие ученици на вашите веќе подготвени ливчиња со квадрати, секогаш кога треба да броите и запишете точки, сопрете го видеото, а потоа продолжите. Сега се на старт, значи најпрво ги броиме скалите, извикаа двајцата, излегувајќи од дома. Ајде да броиме ученици сите заедно, со Бојан и Бојана. 1, 2, 3, 4, 5. Но задачата нема да биде решена доколку не го пополниме ливчето со точки. Онолку колку што скали избројавме, значи 5. Сега ученици, земете и вие лентичката со скали, запишете толку точки колку што скали изброивте, во секое квадратче ставајте по една точка. И кога ќе бидете готови, проверете го решението на следниот слайд. Вака е решиле задачата Бојан и Бојана. Доколку и вашата решена задача изгледа вака, браво, во спротивно, поправете. Повторно погледнале во сликата. Шемата вели на ред за броење се цвеќињата. Ајде да одиме и да ги изброиме. Почнале внимателно да ги бројат, бидејќи биле многу цвеќиња. Земете и вие вашата лентичка со цвеќе. Избројте и пополнете внимателно сега. Сопри го видеото, број и потоа продолжи. Ова е решението на Бојан и Бојана. А дали е правилно ќе провериме? Ајде да изброиме заедно. 1, 2, 3, 4, 5 цвета, ајде заедно. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 цветови има во дворот на Бојан и Бојана. Ако и вие ставивте 14 точки, тогаш и вашата задача е правилно решена. Ако сте погрешиле, поправете си сега. Ајде да ги провериме точките на Бојан и Бојана. 1, 2, 3, заедно, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Браво, точно решена задача. Им преостанале уште две броења. Тие едва и чекаат да стигнат кај малите мачиња, но пред да стигнат до мачињата, треба да ги избројат овошните дрвја, а потоа и птиците на жицата. Ги земале двете лентички и започнале со броење и запишување. Земете ги ученици и вие вашите ленти со дрво и птица. Сопрете го видеото, избројте од овие слики пред вас внимателно, внимавајте колку дрвја, толку точки и колку птици, толку точки ставајте. А сега да го провериме одговорот. Ајде да го погледнеме одговорот на близнаците и вашиот одговор. Јас ќе ги проверувам нивните, а вие вашите решенија, ученици. Тие ги добиле следниве резултати. 15 дрвја и 19 птици на жица. Но сликава подолу кажува дека нешто не е во ред со нивните точки кај птиците. Ајде заедно да откриеме каде погрешиле Бојан и Бојана. Што мислите? Уште колку точки треба да додадеме кај птиците за да бидат 19? Мора да изброиме. Почнуваме со броење. 1, 2, 3, заедно, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, продолжи, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, значи уште една точка за да бидат 19. Се надевам ги проверивте и вашите одговори. И стигнале до целта. Со направена само една грешка. Сега секој маче може да добие сиренце. Земете и вие последната празна лента на која нацртавте мач. Бидејќи знаеле дека носат 16 сиренца, почнале да ги бројат само мачката и мачињата. Ајде да ги изброиме и ние. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Зарем е можно крајот на приказната да е тажен? Се погледнале и двајцата. Неколку мачиња нема. Колку? Каде се? Почнале да ги бројат повторно и повторно, но биле вкупно 13. Иако така тажни, тие ја пополнили и последната лента со точки. 13 мачиња, 13 точки.
Ученици, пополнете и вие во вашите ленти оноку колку што избројавте. Сопрете и пополнете. Ајде сега заедно со нив да откриеме колку мачиња недостасуваат. Најдобро ќе биде да им ги поделиме сиренцата. Почнуваме. 1, 2, 3, 4. Продолжи заедно. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Сите 13 мачиња добиле сиренца, но останале колку сиренца? 3. А тоа значи дека недостасуваат колку мачиња? 3 мачиња. Бојан и Бојана истрчале назад во дворот. И што ќе видат? Пред куќата долу кај скалите стоеле 3 мачиња. Двајцата разбрале дека мачињата повеќе не се плашат од нив. Сите 3 мачиња го добиле својот дел за јадење. Од тој ден Бојан и Бојана имале нови другарчиња во нивниот двор. А мачката со своите 15 мачиња била пресреќна. За неа најверојатно Бојан и Бојана биле највредните мали математичари. Сега дополнете ја последната лента, за да биде задачата целосно решена. Рековме дека изброивме вкупно 13 мачка и мачиња, 14, 15, 16. Сега се вкупно наброи една мачка и 15 мачиња, значи вкупно 16. Двете првачиња ја постигнаа целта. Имаа само една грешка во нивното броење. Каде сгрешија? Да, во пишувањето точки кај птиците. А вие, ученици? Доколку и вие направивте една или пак ниту една грешка, браво! Значи вие умеете правилно да броите до 20. Но доколку направивте неколку грешки, продолжете да играте математички игри со броење на предмети и верувам дека веќе на следниот час ќе го совладате броењето до 20. И сега за домашна задача, на еден празен лист нацртај математички цртеж. А на цртежот треба да има се што броеа Бојан и Бојана, тргнувајќи од дома па се до мачињата. А за ова ќе ти помогнат твоите ливчиња со решени задачи од овој час. Така ќе нацрташ точен број од сите работи на цртежот. Самостојно одлучи каде ќе ги распоредиш објектите на листот. Се надевам дека ќе добиеш прекрасен математички цртеж. Довидување